Наместо бесплатен преглед, матични гинеколози им наплаќале на пациентки за ехоколпоскопија, пап тест, како и други диагностички процедури незаконски. Фондот за здравствено осигурување ЈУЈП открија низа неправилности во контролата што ја извршиле во ординациите на матичните гинеколози. Од вкупно 49 контролирани ординации, кај речиси половина биле откриени неправилности, а казни заработиле 23. И покрај големиот број на представки од страна на пациентки, актуелниот директор на фондот вели дека цели 13 години предходно не била извршена контрола. Казните се парични, но доколку се повторуваат истите неправилности, тогаш следува и раскинување на договорот на фондот со ординациите. Казните предвидени за прв пат таков наод се 25.000 денови парична казна. Можем да кажем дека глобите од ЈУЙП се до 1.500 евра. Повторувањето на истиот тип прекршок води кон зголемување на казната, после одреден број на повторување, раскинување на договорот што го има фондот со приватната здравствена установа. Оно што сега сакаме да го направиме со јавната комуникација, дека има закон и дека од беззаконни треба да се поместиме кон владење на правото, вклучувајќи заштита на правата на пациентите. Контролата утврдила и дека повеќе од 1/3 од ординациите не издавале фискални сметки. Од ЈУЈП со порака до пациентките: ако не добиете фискална сметка, пријавете во надлежните институции. Иако здравствените услуги се ослободени од ДДВ, а најголем дел од овие установи плаќаат символичен годишен данок на вкупен приход од 1% или се ослободени од оданочување, тоа не значи дека неевидентирањето на прометот е без никаков даночен ефект. Напротив, неевидентирањето на прометот и приходите остава простор за нивно користење како неоданочени лични примања, стекнување на личен имот од неоданочен доход, а воедно остава простор за плаќање на набавки во готово што директно ја храни сивата економија. Незаконската наплата од страна на дел од матичните гинеколози се провлекува со години наназад. Од фондот најавија континуирани контроли за да се напушти ваквата пракса и за да се заштитат правата на пациентите.